Добар ден, почитувани, ова е уште една нова телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за хирургијата на дојка, со која се отстрануваат малигните, но и бенигни промени на овој орган. Што треба жените да знаат пред оперативното отстранување на туморот? Кои оперативни техники најчесто се применуваат, како изгледа процесот на опоравувањето, но и кои мерки на предпазливост треба да се преземат. Се за хирургијата на дојка денеска од разговорот со професор доктор Горан Кондов, субспецијалист по градна хирургија од Универзитетската клиника за торакална и васкуларна хирургија во Скопје. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, затоа останете на телма. За хирургијата на дојка денеска разговараме со професор доктор Горан Кондов, субспецијалист по торакална хирургија, односно по градна хирургија од Универзитетската клиника за торакална и васкуларна хирургија. Професоре, добар ден. Ви благодарам што сте во студиото на телма. Добар ден, баш ми е драго што ме поканивте на оваа тема, која што е се повеќе и повеќе актуелна. Секакви промени на дојката се јавуваат, професоре, некогаш се малигни, понекогаш се бенигни. Сега кога ќе се постави диагноза дека се станува збор за бениген тумор, од што зависи дали тој ќе се следи или пак ќе треба да биде хируршки отстранет? Како прво, мораме да направиме екзактна диагностика, која што подразбира во зависност од возраста користење на мамографија или ултрасонографија на дојка и пункциона биопсија. Доколку се потврди сомнеж, секако и клиничкиот преглед не смееме да го заборавиме, и доколку се потврди дека се работи за бенигни тумор, треба да процениме што понатаму. Доколку промената е поголема од 1 сантим, тој нема да нестане. Тој може да се зголемува, може да остане на таа големина и треба да се размислува за оперативно лекување. Се случува ли бенигниот тумор да премине во малиген? Постои ли таков ризик? Постои таков ризик, меѓутоа шансите да премине во малигни се многу мали. Повеќе се шпекулира, се плашат пациентите дека може да премине во малигни. Меѓутоа секој тумор поголем од 1 сантим, тој нема да нестане. Потребно е да се размислува за оперативно лекување. Оперативното лекување, особено доколку е поповршно, може да се изведе и во локална анестезија. Значи пациентката доаѓа дента, се оперира и си иде дома. Во локална анестезија. Да. Кои бенигни тумори најчесто ги отстранувате? Најчести тумори бенигни кои што се отстрануваат се фиброаденомите, кои што се пред се јавуваат во помладата возраст и кои што може да бидат со различна големина, од 1 сантим па до 5-6 сантиметри, релативно големи, се со јасно ограничена површина, глатки, и тоа ни дава за право да размислуваме дека е бенигни. Меѓутоа мора да се докаже дека е навистина бенигни, за да може да ја испланираме оперативната интервенција. Дали фиброаденомите предизвикуваат некакви симптоми кај жената, како што се болки, непријатност или само напипуваат одеднаш некаква промена во форма на грудка? Основно за сите тумори во дојка е тоа што не болат. Единствено што се напипува тумефакт во дојката. Тука посебно го истакнувам тоа и за малигните тумори. Малигните тумори на дојката во основа се безболни. И за жал тоа е причината зашто кај нас пациентите доаѓаат во релативно напреднат стадиум. Доцна. Заради тоа што сметаат дека не ги боли тоа. Обично одиме на лекар кога имаме некаков симптом на болест, но очигледно дека треба да научиме да си направиме преглед и кога не чувствуваме никакви знаци на болест, превентивно. На која возраст обично се прави кога станува збор за жените и болестите на дојка? Препорака на Американската асоциација за борба против ракот на дојка, кој што можеме да кажеме дека е најчестото малигно заболување кај жената, а претендира да биде и најчесто малигно заболување во човештвото воопшто. Секоја година се детектираат над 2 милиона и 250.000 жени со малигномна дојка. Препораката е да секоја жена после 20 година отпочне еднаш месечно со само преглед.
Меѓутоа, не само да се каже само преглед, туку треба да се обучат, да знаат што треба да прегледаат, како да прегледаат и кога. Понатаму. Кога, може ли да ми кажете? Најдобро е непосредно 5-6 ден после менструалниот циклус, во легната положба, Така. со јагодиците на прстите од спротивната рака, да се напипа целокупното жлездено ткиво. И никој подобро не може да ја знае архитектурата на дојката од самите вие. Така. Меѓутоа, не смееме да заборавиме дека за да напипаме нешто, треба да е поголемо од 1 сат. Што во однос на малигните заболувања Веќе е напредната болест, така? Е напредната. Е системско заболување. Втората препорака е клинички преглед. Да се обрати секоја жена од 20 до 39 година еднаш на 3 години. Каде што ќе се направи без никакви симптоми клинички преглед. А после 39 година еднаш годишно да иде на клинички преглед. И третото, последно што не смее да се изостави, е користењето на дополнителна диагностичка опрема, односно пред се мамографија, која што оптимално се препорачува да се отпочне првата базична мамографија да биде заради зрачењето и од 35 и 40 година и после тоа на 2 години да се практицира редовно мамографско сликање. Значи, се уште мамографијата е златен стандард во диагностика на малигните заболувања. Може да се забележат промени кои што се многу мали, кои што не се чувствуваат на допир во тој случај? Тоа е и основната идеја. Некои држави препорачуваат и еднаш годишно после 50 година. Заради тоа што во таа возраст процентот на појава на малигни заболувања е многу поголем. Ако се применуваат овие препораки на Америчката асоциација за борба против ракот, се очекува она што е реалност во Америка, да 80% од пациентите се фатат во прв стадиум, каде што туморот е помал од 2 см. За разлика од тоа, во Македонија просечната големина на малигни тумор е 3 см. 3 см? 3 см. Тоа е просечната големина. Што значи дека веќе е и раширен? Апсолутно. Доаѓаат во релативно напреднат стадиум, заради тоа што малигномот на дојка не боли. Е безболна промена. Никој не е поштеден, не е заштитен од појава на малигномна дојка. Се смета со бројките кои што се во моментот за застапеност, дека секоја 10-та жена ќе добие малигномна дојка во тек на животот. Така да треба сериозно да го сватиме, да се свати овој проблем. И потребата од превентивни прегледи. Апсолутно. Значи, ние не можеме да спречиме да се појави. Во моментов немаме таква можност. Меѓутоа, она што навистина можеме да помогнеме кај малигномот на дојка е да се детектира во што порана фаза. Ако се детектира во што порана фаза, е возможно да со денешните методи на третман, мултидисциплинарен пристап, каде што хирургијата е на прво место, понатаму зрачна терапија, понатаму онколошка терапија, која што денеска не подразбира само хемотерапија, туку напротив и нови целни лекови. Биолошка, имунолошка терапија. Биолошка терапија, меѓутоа врз основа на испитувања на самиот тумор, е возможно да се практички доведе до излекување во пораните стадиуми. Но во раните стадиуми се можни такви резултати. И воедно, меѓу другото, пошто сум хирург, во пораните стадиуми може да се применат многу помалку мутилантни интервенции. Еве, сега тоа да ни го појасните. Кога кај некоја жена ќе се открие карцином на дојка, има неколку опции за операција. Сите знаеме дека може да се отстрани целата дојка, може се отстрани дел од дојката, постои ли опција се отстрани само малигниот тумор и ништо повеќе, ако е во многу рана фаза? Значи, правени се клинички студии и резултатите се обзнанени и се добро познати. Значи,
првично е почнато да се применува од хируршка гледна точка радикалната мастектомија, која што подразбира отстранување на дојката и лимфните јазли. Предходно, во меѓувреме, се препорачани во период, не смееме да збораваме дека тоа било во период кога не постоела зрачна терапија, не постоела онколошка терапија, дури се препорачани и уште помутилантни операции, каде што се отстранувала и мускулатурата на зидот на градниот кош, па доаѓало до страшни деформитети на градниот кош. Меѓутоа, со изнаоѓањето на зрачната терапија и онколошката, се видело дека нема потреба од такви мутилантни операции и се задржал стандардот на отстранување на дојка и лимфни јазли. Да негде 70-те години на минатиот век почнало да се размислува да се применат помалку мутилантни интервенции, значи да се отстрани дел од дојката каде што е туморот, заедно со лимфните јазли. Нормално пропратено со зрачна терапија и системска терапија во зависност од стадиумот на болест. Она што е значајно, имало обиди да се намали волуменот на отстрането ткиво, дури и да се отстрани само туморот. Утврдено е дека колку сме помалку радикални во тој поглед, значи што помалку здраво ткиво се отстранува, процентот на повторување на туморот во дојката е многу висок. И заради тоа денеска како стандардни оперативни процедури се сметаат квадрантектомијата со аксилар четвртина од дојката се отстранува, значи се отстранува туморот со околни 2 до 3 сантиметри во здраво. Што е неопходно, тоа не е случајно измислено, туку правени се испитувања на докаде се расширени малигни клетки во околината на самиот тумор и видено е дека на 3 сантиметри веќе речиси да нема малигни клетки. Меѓутоа, за да се биде сигурноста во пациентот, неопходно е да се комбинира со зрачна терапија. И докажано е во клинички студии, а меѓу другото и тука и кај нас, дека пациентките со квадрантектомија, аксиларна лимфаденектомија и комбинирано со зрачна терапија имаат подеднакво појава на се заштитени од појава на локални рецидиви и системска болест како пациентите оперирани со радикална мастектомија. Доколку се направи радикална мастектомија, значи целосно се отстрани дојката, има ли потреба потоа за зрачна терапија, за хемотерапија? Во зависност од стадиумот на болеста, значи се што ќе се отстрани се носи Бидејќи доколку што сватив, доколку се отстрани само дел од дојката, во тој случај неопходна обавезно хемотерапија и зрачна терапија. Не, неопходна е зрачна терапија. Зрачна терапија. Системска терапија во која што влегува и хемотерапијата, хормонска терапија, биолошка терапија, ќе зависи од биолошките карактеристики на туморот, кои што се детектираат после патохистолошка обработка на туморот и особено денеска имунохистохемиски анализи, кои што утврдуваат постоење на рецептори, односно утврдуваат на што би реагирал туморот во понатамошното терапија. Но ако има радикална мастектомија, дали тогаш ќе има потреба од зрачна терапија? Ќе зависи од стадиумот на болеста. Доколку е понапреднат стадиум на болеста, во тој случај неопходно е да се комбинира со зрачна терапија. Споменавте дека се отстрануваат и лимфните јазли под пазувите. Дали се отстрануваат сите лимфни јазли? Се прави ли некаква проценка? Колку лимфни јазли ќе треба да бидат извадени? Значи, стандардно во клиничката пракса, као стандардна процедура, е покрај отстранување на дојката или дел од дојката, се отстрануваат и лимфните јазли во пазувната јама. Зашто? Заради тоа што се смета дека 90% од ширењето на болеста е према пазувната јама. Меѓутоа, со време се утврдило дека практички отстранувањето на лимфните јазли ни служи само за да се одреди стадиумот на болеста и да се планира системската терапија. Заради тоа, денеска се препорачува во ран стадиум, доколку е
болеста, особено доколку клинички не се палпираат зголемени лимфни јазли во пазувната јама, да се отстрани само првиот јазол, каде што има најголеми шанси да се прошири болест, кој што за време на операција се испраќа на испитување, означен како жлезда стражар, се испраќа на испитување само тој јазол, доколку не е зафатен, во тој случај не се отстрануваат останатите лимфни јазли. Со тоа што детекцијата на жлездата стражар се користи посебна техника со користење на радиоколоид и рачна гама сонда, една метода, или пак убризгување на метиленско сино и следење на ширењето на метиленското сино према лимфните јазли во пазувната јама. Значи, на тој начин може да се процени веднаш? Може веднаш да се процени дали се зафатени лимфните јазли во пазувната јама или не. И доколку не се зафатени, да не се прави непотребна лимфаденектомија, односно отстранување на останатите лимфни јазли. Отстранувањето на лимфните јазли кај жените кај кои што е оперирана дојката создаваат големи проблеми. Отоци, потоа неможност понекогаш да ја користат раката. Не се толку големи проблеми. Значи, тачно има проблеми. Има пореметување во осетот, особено во надлактицата, болка, ограниченост на подвижност, особено доколку пациентката е штеди раката, и во најлошиот случај оток, кој што во многу ретки случаи денеска знае да биде и енормно голем, означен како лимфедем на раката. И токму заради тоа денеска е воведена и таа метода на детекција на жлезда стражар, да доколку болеста е во поран стадиум, доколку не се зафатени лимфните јазли, да не се прават непотребни лимфаденектомии, односно отстранување на лимфни јазли. Дали пациентката на која што треба да биде отстранет туморот, доколку е малиген, и се даваат можности да одбере дали да се направи целосно отстранување на дојката или пак делумно, доколку има услови за делумно отстранување? И се случува ли тие да инсистираат сепак на целосно отстранување, од страв да не им се врати болеста? Секако, крајната одлука ја носи пациентката. Значи, од наша страна им се предлага на пациентите, особено доколку се во поран стадиум на болест, да кои опции на хируршко лекување се. А дефинитивната одлука ја носи пациентката. Со прикажување во реалност што би значило отстранување на целата дојка, што би значило отстранување на дел од дојката, што би значило отстранување на еден лимфен јазол или пак сите лимфни јазли. Али дефинитивната одлука ја носи пациентката. За жал, се уште во нашата средина, која ќе се детектира малигномна дојка, пациентките се спремни да се отстрани цела дојка. За жал. Во светот процентот на конзервирачки операции, било да се квадрантектомии или пак лампектомии, е негде до 80%. Аха, навистина голем процент. Секако тука посебно место игра и раната детекција. Раната детекција, споменавте веќе, имаат добар превентивен систем. Меѓутоа и обуката на пациентите, едукацијата на пациентите, дека сепак сакат да ја зачуваат дојката, што е посебно значајно. Затоа што влијае и на психолошкиот статус на жената. Пошто се занимавам со овој проблем више 40 години, би кажал следно: кога ќе се детектира малигномна дојка, пациентката е спремна на све. Меѓутоа, треба да и се објасним добро на пациентката што значи да се отстрани цела дојка, што значи да се отстрани дел од дојка. Особено ако шансите за повторување на болеста се идентични и особено ако шансите за прогрес на болеста се идентични. Заради тоа што периодот на операција, на зрачење, на системска терапија ќе помине. Тоа трае 3-6 месеци максимум. А после тоа продолжува животот. Она што е значајно за малигномот на дојка е дека тоа е малигно заболување точно, меѓутоа со
долго преживување и квалитетно преживување. И треба да се објасни дека после година дена она треба да се врати комплетно во нормален живот. Не е сеедно дали ќе нема дојка или дали ќе има дојка. Така. Постои опција и за реконструкција на дојката, било во самиот акт на операција или пак после завршена онколошка терапија, после година дена, проценка за статусот на болеста, да се направи реконструкција на дојка. Сега, кога веќе споменавте реконструкцијата на дојка, во случај да постои потреба да се отстрани целосно дојката или пак пациентката инсистира на еден таков чекор, може ли да се зачува кожата од дојката за потоа да се изведе реконструкција? Како изгледа тој процес? Значи, доколку се планира примарна реконструкција, значи во тек на самата првична операција на отстранување на дојката, е возможно да се сочува кожа и да во тек на самата операција, било со сопствено ткиво или пак со вградување на синтетска протеза, да се направи реконструкција во самиот акт. Но брадавката, зависи. Дали ќе се зачува или не? Значи, за да се сачува брадавката, неопходно прво туморот да е подалеку лоциран од брадавката и второ, во тек на самата операција, од задната страна на брадавката се зема парче за биопсија, се испраќа на хистолошка анализа и доколку нема малигни клетки се остава. Во спротивно е неопходно и брадавката да се острани. И тоа е така наречена примарна реконструкција. За жал. Кај нас се прави таа примарна реконструкција? Да, се прави на клиниката за торакална хирургија, каде што заедно со колегите од пластична и реконструктивна хирургија имаме еден куп пациенти оперирани. Доколку не се направи примарна реконструкција, колегите од пластична хирургија ги преземаат пациентите после година дена и прават секундарна реконструкција, која што може да иде во 2-3 фази, заради тоа што има недостаток на кожа. Потребно е да се мобилизира кожа, да се добие волумен на кожа. Експандери, предпоставам, се става да се прошири. Експандер, па после тоа протеза или собствено ткиво. Така да тоа го прават колегите од пластична хирургија после година дена. Се случува ли жените, ако им понудите и реконструкција примарна веднаш по хируршкиот зафат, да се двоума дали тоа да го направат во случај да треба да се стави силикон, односно како се нарекуваат тие термички силиконски? Силиконски протези. Така, протези, да. Бидејќи нели постои убедување дека тие може да го зголемат ризикот од карцином? За жал, во нашава средина многу тешко иде прифаќањето на примарна реконструкција. Тешко оди, значи не се нафаќаат на тој чекор. Многу мал процент на пациенти бараат или прифаќаат примарна реконструкција. Што во западните земји е спротивно. Имено таму најголем процент или се заштедува дојката со конзервирачки операции, или пак се прави примарна реконструкција, што би значило дека пациентката не излегува без дојка после операција. А кај нас се одлучуваат и за радикална мастектомија и одбива дури и примарна реконструкција. Разговарате со нив, се обидувате да ги разубедите? Меѓутоа, основен предуслов за примена на конзервирачка операција и особено на реконструкција е да пациентката биде фатена во што понан стадиум на болест. Кога е веќе напредната болеста, не постојат услови за вакво нешто? Не би губеле време, би препорачале радикална мастектомија, да пациентката што побрзо почне системска онколошка терапија, па после година дена да се процени докаде е со болеста и да се прави секундарна реконструкција. Професоре, тешка ли е оваа операција? Чувствува ли жената големи болки? Ке има ли исцедок од раната? Во принцип не. Стандардна процедура. Пациентките лежат 2 дена во болница, после тоа идат дома, така да не е нешто... Треба на грб да лежат? Не. Не? Не. Али потребно е да
бидат обмотани со еластичен завој кој што ќе компримира ткивото. Доколку операцијата успешно се заврши, биде на добар начин отстрането ткивото кое околу карциномот, па и жлездите, дали се намалуваат драстично шансите болеста да се врати? Па, во зависност од стадиумот на заболување. И втора, Значи повеќе фактори се во прашање. Апсолутно. И втора работа, комплетната терапија. Во смисол, хирургијата, рековме дека е само една од алките. Доколку е конзервирачка операција, мора да се планира зрачна терапија и мора да се планира системска терапија во зависност од стадиумот на заболување и биолошките карактеристики на туморот. Доколку се применат сите терапии, шансите за повторување се многу мали. Но што со оние пациентки кои што имаат генетска предиспозиција да развијат карцином на дојка? Има 2 гена кои што се веќе детектирани, можат да испитаат жените дали се носители на генот или не. Што предлагате кај нив? Доколку имале карцином на едната дојка, дали би било паметно да ја отстранат сосема другата дојка и да си направат реконструкција? Или доколку не развиле карцином, дали превентивното отстранување на дојките би ја спречило оваа болест? Примерот на Анџелина Џоли. Тој проблем се актуализира со Анџелина Џоли, иначе е присутен во науката веќе 20-30 години. Откако почна да се детектираат гени кои што се одговорни за појава на малигномна дојка. И тоа се така наречените BRCA1 и BRCA2 гени, макар да во генезата на настанување на малигномот на дојка имаат улога и други гени. И тоа се посебно значени заради тоа што постоењето на мутација на BRCA1 укажува дека шансите да се појави малигномна дојка се меѓу 70 и 80% во тек на животот, што е навистина голем процент. Так. И заради тоа потребно е да се размислува што да се прави доколку кај пациентката се детектира оваа мутација. Причина за да се подвргне на испитување е најчесто појава на малигном во кај родителот. Семејна историја, Семејна значи. историја. Понатаму, особено доколку малигномот се појавил во рана возраст. Денеска рутински може да се прават овие испитувања и да се открие дали постои таа опасност. Доколку постои мутација на овој ген, опциите се 2. Една, редовно следење на пациентката со редовни контроли, со вклучување на магнетна резонанца во детекција на промени во дојката. И втора е превентивна билатерална мастектомија со субкутана мастектомија, значи кожата се зачувува, со примарна реконструкција на дојката. Значи тие се двете опции. Со тоа што доколку се решат за билатерална мастектомија мора да поминат ни за прегледи, ни за психолошки советувања, пошто не е едноставно да некого убедите да од чист мир да се оперира со така радикален запад на двете дојки. Вие како хирург би извеле таква операција да отстраните здрави дојки во моментот? Доколку постојат медицински индикации, да. Меѓутоа мора да се каже дека со тоа вие ќе превенирате појава на малигномна дојка. А што е со останатите малигноми? Така да секогаш треба да бидеме многу предпазливи во интерпретацијата на резултатите и одлуката за радикални интервенции. Ќе ги поканим и гледачите, професоре, да се вклучат во денешната тема амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна, телефонскиот број е испишан веќе на екранот, колку што можам да видам, ве очекуваме. Професоре, како изгледа закрепнувањето, опоравувањето кај пациентките кај кои што е направена оваа операција, целосно отстранување на дојка или пак делумно? Дали е потребно долго време за да организмот да се опорави?
Во принцип не, заради тоа што пациентките носат дрен една недела, после недела дена се вади дренот, после 2 недели се вадат конците и практички пациентката може да се врати во секојдневните активности. Треба некакви промени да се направи во однос на исхрана, во однос на физичка активност, ке треба да се вежба со раката од страната каде што е со отстранети лимфните јазли или пак дојката? Значи, постојат физиотерапеути обучени за физикална терапија, која што би подразбирало уште во текот на престојот во болница да почнат да ги обучуваат пациентите какви активности да продолжат понатаму дом. Значи, после операција не смее да има никакви заостанувања на таа рака каја што е опериран во однос на другата. А тоа ќе се овозможи со постојани вежби во периодот на закрепнување. Можни се некакви компликации? Можни се, меѓутоа во принцип не се присутни толку. Се ретки и се лесни. Доколку се јави повторување на болеста, каков зафат се практикува повторно? Зависи. Операција или не? Зависи дали е поединечен тумор или пак се повеќе. И заедно со колегите од онкологија се проценува што е најдобро. Дали ќе се иде со онколошка терапија или пак со хирургија. И зависно од големината на промената би се планирало што би се извело. Дал само дел од ткивото ќе се отстрани или пак целата дојка. Така, сега има најразлични ризик фактори. Имаме гледачи. Двајца гледачи ќе им дадеме предност пред да преминем на следното прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ќе ве молам голем поздрав до вас и до професорот. Благодарам. Интересира за оваа болест. Имам преко 10 години правено редовно мамографија и ехо на дојки. Ми кажуваат се бенигно, а кога ќе ги дигнем рацете, од време на време ме болат дојките и како јатки имам на градите на дојките и кога ќе дигнем рацете нагоре, имам удлабнено место, што може да биде тоа? Длабнато место на дојката имате? Длабнато место на дојката имате? Да. Така, имате испитување, ви рекле дека имате бенигни промени, така, ако добро ве разбрав? Така, добро, ви благодарам. Препорака. Повелете, професоре. Да клинички се прегледа од специјалист кој што се занимава со хирургија да види што е таа промена. Пошто токму тие влабнини на кожата може да се последица на постоење на тумор позади кожата. Тоа што има редовни мамографии на кои што не се прикажува ништо или пак бенигни промени, тоа е добро, заради тоа што мамографијата е навистина сензитивна метода. И тоа не смее да се заборави и клиничкиот преглед. Значи да појде кај торакален хирург, односно хирург, специјалист по градна хирургија и да направи преглед, да види докторот за што се работи. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ве слушаме, повелете. Ајде да го слушнеме следниот гледач. Повелете, кој е вашето прашање? Ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Добар ден. За да можеме да комуницираме, ќе морате да го намалите тонот на телевизорот. Значи, не го следете разговорот преку вашиот телевизор, туку преку слушалката. Дали сега се слушаме? Добар ден. Ало? Сега ве слушаме одлично, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата и до професорот. Благодарам. Професорот ме имат оперисано. Така? Би сакала да го прашам, више сега јануар, 2 години како што сум оперисана, ама уште со раката не сум баш како што треби, уште како да ми одоздоле стегната, уште не можам шака да направам. Па сега ви интересира што може да се преземе во тоа поле за да ви се подобри функцијата на раката и на шаката. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Често пати, професоре, се жалат жените на ваков проблем. Известно време, па дури години после операцијата. Значи, во пазовната јама
поминува сензорен нерв кој што инервира внатрешната страна на надлактицата. И многу пати доаѓа до повреда на истиот и заради тоа пациентите осеќаат отрпнетост на внатрешниот дел на надлактицата. И тоа со време се стишува и поминува. Некогаш им осеќаат болка, некогаш трпнење, некогаш осет као да имаат јастуче. И тоа со време отрпнува. Тоа не е причина за да не се активира мускулатурата на раката. И било какво заостанување на функцијата на таа рака, потребно е да се интервенира со физикална терапија. Значи решението се вежби со физикална терапија, со физикален терапевт. Со тоа што со оглед дека се работи за малигно заболување, не смее да се користат струи и магнетни полиња, туку треба со физикална терапија од физиотерапевт. Така, од физиотерапевт. Да се раздвижи мускулатурата и зглобовите на раката. Така, значи ка физиотерапевт да се обрати гледачката, а што ќе биде прашањето на следниот гледач во денешната емисија? Какво ќе биде тоа прашање? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до професорот. Ви благодарам. Сакам да го прашам нешто. Јас имав пред короната калцификации на двете гради. И професорката што е на радиологија ми кажа дека треба на 6 месеци да правам контрола затоа што може би има нешто заскриено позади. После короната правев пак анализи, значи башка се прави мамографија, башка ехо, двајца различни доктори. Таа докторката од мамографија ми рече, па нешто не ми се допаѓа, ама на 6 месеци да доаѓаш. Тој на ехо ми рече, па ништо не тие, никакви калцификати, ништо не гледам, оди си и дојди на 2 години, иначе имам 68 години. И сега професора ме интересира, дали тие калцификати се изгубија, пошто професорка ме гледаше, нели? Значи, дали се изгубија или дали уствари, што се случува, ако можете едно објаснување, дали требаше овој на ехо да ги види од мамографија, зашто мене никој не ми објасни, дали уствари има нешто за загриженост или нема тук. А дали знаете дали се микрокалцификати, дали тоа важно професор или макрокалцификати, дали тоа го знаете како податок? Аз мислам нека се исклучи гледачката, но и ве повелете. Значи вака, треба да сватиме дека одредени диагностички методи имаат своје ограничување. Калцификатите, таложењето на калциумови соли во ткивото на дојката со ултрасонографија не може да се визуализира. Не се гледаат, значи на ехо. Али затоа одлично се гледаат на мамографија. Она што е значајно, калцификатите се поделени во доброчудни, бенигни и суспектни калцификати. Во таа група се тие микрокалцификати, кои што се со неравни ивици, малецки, ситни, кои што во голем процент се асоцирани со почетни стадиуми на малигно заболување на дојката. Во тој случај, значи, потребно да се направи мамографија, калцификатите не може да се изгубат. Значи, тоа е дефинитивно таложење на калциумови соли. Не може да се изгубат, треба да се проследи, да се спореди со претходните мамографии, дали бројот нивни е зголемен и во која група ќе се поделат. Заради тоа што некојаш и крупни калцификати, тие се обично бенигни. На мамографијата кој ќе се види блешти калцификатот. За разлика од тоа, ситни калцификати кој скршено стакло се високо суспектни за малигно заболување во почетен стадиум. Она што е значајно, кај тие пациенти не се пипа никаков тумор. Туку само на допир нема ништо, значи. Нема ништо. Туку се визуализираат калцификати. И во тој случај бараме помош од колегите од Рентген институтот, каде што под мамографска контрола се пласира жица предоперативно, која што ни е водич, кое ткиво да го отстраниме. Ткивото кое што ќе го отстраниме се испраќа на Рентген институт да се слика, да се види дал се извадени калцификатите, па после тоа се испраќа на патохистолошка анализа да се анализира дали постои малигно заболување или не. Имаме нешто да не сакате да додадете? Во ред имаме уште еден гледач. Добар ден.
Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Да, се надевам дека се слушаме. Да, одлично се слушаме, повелете. Одлично. Вака, најпрво поздрав до емисијата, до водителката, посебен поздрав до докторот, професорот кој што ме оперираха пред 5 години. Притипо, Така. по-конкретно. Комплетно успешно беше и заздравувањето и се чувствувам досега супер. Сега таков нешто да се консултирам со него. Најпрво имам черка која се 21 години. Што стане за животот можам да сторам и таа со себе си за да видиме наш стрес во врска со состојбата моја и да не знаете за генетски Така, дали има опасни занезе, кои прегледи и на кои временски дистанција би требало да се повторува. И второ, последниот пат кога бев на ЕХО, а тоа беше пред 2-3 недели, колегата на ЕХО најде дека на местото на дренот каде што стоил, има во моментов масно ткиво. Колку е тоа опасно и дали треба да се испита и понатаму тој дел од тело. Така, добро. Колку е ризико тоа да се претвори во нешто поопасно, така. Ви благодарам за вклучувањето во програма, професоре, повелете. Веќе спомнавме, значи, кај роднини кои што имаат позитивна фамилиарна анамнеза, конкретно за ќерката, неопходно е да се направи генетско испитување. Истото се изведува во Македонската академија на науки. Трае 2-3 месеца испитувањето и се добива резултат. Да се види дали постои генетско оптеретување. Ако не постои генетско оптеретување, треба во нормалната група на пациенти со редовни следења, оние препораки на почеток што ги кажав. Така. Значи само преглед, клинички преглед, мамографија од 35-та година натаму. Така. Во однос на вториот дел Второто од прашање, прашање со масното ткиво. Со масно ткиво имаме секаде, тоа не е никаква опасност. Треба само да се следи. Колку често по операцијата пациентките треба да прават контролни прегледи? Значи, после операција еднаш на 6 месеци, првите 2 години се прават тумор маркери, еднаш годишно се прави мамографија на здравата дојка и еднаш годишно се прават комплет испитувања да се види дали постојат опасности од проширување на болест. И тоа тумор маркерите ни се доволен патоказ за следење на состојбата. И моето последно прашање, за кое што гледам дека немам време, но еве професоре многу кратко, се случува ли некогаш пациентките да прават редовно мамографија, да не се забележи ништо и потоа да развијат карцином на дојка? И да ги донесат дури снимките или пак испитувањата да речат еве? Одредени тумори навистина не се прикажуваат стандардно како што би очекувале. Така да возможно е тоа. Меѓутоа, доколку се прават редовни контроли, на некој од мамографии ќе се фати промена. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување, за овие убави појаснувања на една ваква сложена тема. Благодарам. Почитувани, тука заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете пријатен ден.